Најнапуваните се секогаш најгласни и најзабележливи. Од секогаш тоа ми било мистерија зошто е тоа така. Зошто ни е најпразните, најголемите медиокритети, најголемите полтрони знаат некако повеќе да се направат видливи, да се продадат. Јас што викам, тие најдобро знаат да гомното да го направат шампита. И токму затоа, и обично таквите луѓе секогаш имале, кои работеле некоја професија, имале лесен пат во кариерата. Секогаш стоел некој за нив, секогаш некој им помагал, секогаш некој им бил потпора, грб, бекап, батерија. Може би затоа дека јас сум имал тежок пат, затоа ја повеќе секогаш сум ги забележувал овие другите. Овие кои што никој не ги забележува, а се вистинско суво злато. Во било која професија да земете. Затоа ќе искористам оваа видеоролна да позборувам малце околу она што се случуваше околу нашата нова представа во драмски Куршуми над Бродвеј и за незиниот најголем виновник, што излезе толку добра, режисерот Ненад Витанов. Ненад Витанов е суво злато на македонскиот театар. Никој од вас не ни чул за него. За многу работи дури јас изненадив, имав чуено, знаев кој е. Ама не знаев дека има направено, има 40 години и дека има направено 40 представи у својата кариера, од кои што ниту една од тие 40 представи не е гледана помалце од 50 пати. Арнама, како секој добро воспитан, скромен дечко кој што имал тежок животен пат во кариерата, одел да студира надвор, инаку од Велес, живее во Велес, одел да студира надвор, Словенија и после тоа во Црна Гора завршил режија и така натаму, поминал низ Цилис и Харибди. И токму затоа е тип кој што не знае да биде гласен, тоест не сака да биде гласен. Тој си ја тера неговата работа, си ја тера својата професија, си ја брка својата обсесија да направи добра представа и токму заради тоа е суво злато, затоа што знае што сака кога ќе почне да работи. Тој во представата, кога почнавме да работиме, најдена недоверба кај поедини глумци, токму ради овие работи. Секогаш кај нас нагласио ние најнапуваните. Ке дојде некоја напувана режисерка или напуван режисер, као сите од старт му се клањаат. А уствари у повеќето случаи се клањаат на празна амбалажа. Како тетрапак, како паштета, месен нарез. Дојде со оваа предрасуда, мораше да се избори Ненад кога дојде да работи представата. И му беше навистина тешко, затоа што многу е тешко кој ќе осетиш кај дел од актерската екипа дека нема доверба у тоа што правиш, дали знаеш што правиш на сцена, дали имаш визија некоја театарска за сцената. Кој си ти? Што има во направено? Пошто никој од нас не знаел што све има направено, вклучувајќи ме и мене. Него еден разговор у театар кога седевме, тоаш дознав кога прашав, колку представи имаш ти направено у кариера? Ја мислев ќе каже некој 10-12. Вика 40. Требаше да се избори со суетата на многу јаки глумци. Често пати ми се жалеше мене после проби. Често пати одеше дома нервозен. Секој ден патуваше после проба до Велес и се враќаше дома. И сабајлето доаѓаше пак на проби. Можам да замислам кој ќе бил дома, дека продолжавал да и се жали на жена му. Дека све има у глава, све е тука, ама никако да ја види представава. Затоа што се занимаваше со многу суети актерски. Баш као што е во представата, оние што глеdaa знаат за што прамувават. Затоа што баш тоа може да го видат во представата што се случува зад кулисата, кога се прави една представа, какви све карактери има, какви све интеракции има,
какви све демони се ослободуваат за време на проби. Ова нетрпеливости лични, дамнешни, поактуелни меѓу актерите кои што глумат во една представа, приватни зборам. Значи све тоа Вуди Ален својата драма многу добро го има насликано, затоа што нели, тој е човекот, тој свети. Токму затоа е уште поинтересна представата на обичната публика. Требаше да дојдеме на неколку проби пред премиера, за буквално целата екипа да свати дека играл добра представа и дека овој човек што сите го пречекавме со подценување, кој е Ненад Витанов, тама некој си провинцијалец, дошол да режира со оваква врска, онаква врска, политичка врска, дека уствари дечко многу добро знае што прави, бил ненаметлив, не икел без потреба да влага у конфликти со разни суети актерски, имал визија, знаел што прави, само нормално кога дојде момент успеа да се избори со тие актерски суети и со сите проблеми, затоа што го сети моментот кога треба да стане како што вика он Питбул и дека веќе тука понатака не прави уметнички компромиси никакви. Или ќе го добие она што го сака, или нема да има представа. Значи требаше да дојдеме до неколку проби до премиера, многу малку проби до премиерата, за целата екипа да свати дека овој скромен дечко совршено добро знаел од самиот старт што сака да направи. И многу бистра кај него била театарската визија за Куршуми на Бродвеј. Само оно што фалело, требало нас некако да не анимира, да не натера да видиме истата таа слика што ни имал во глава. Кога сите видоа таа слика, сватија, и направивме представа. Најголемиот комплимент или критика што ја примавме после, досега одигравме две Куршуми на Бродвеј, една премиерата, една вчера, следната на 27 овој месец. Најголемата критика беше што викаат луѓе во театар, вика на пауза, кои излегуваат луѓето, вика насмејани од дуво. А се доволни. Тоа е едната. Втората работа, кои ти дојат колеги, после премиера како што доаѓа и после предпремиера. Предпремиерата за наши луѓе беше блиски направена, не се продаваа карти. Кој ќе ти дојде после предпремиерата или после премиерата колега, кој ќе ти каже многу ми е криво што не сум дел од оваа представа. Тоа е најголемиот комплимент. Така што сакав да го направам ова обраќање чисто во одбрана во име на овие тивки луѓе што не знаете нека постојат, а се тука. Иначе што работа, професионализам и визија се темели одредена работа во случајов театар. И кога ги би имало поише такви како Ненад, скромни, добро воспитани, а квалитетни, страшно талентирани, професионални, одважни, цврсти, веројатно театарот би бил на многу по-високо рамниште. Тоа важи и за секоја друга професија, секоја друга гранка професионална во нашето општество. Но за жал, тоа е секојаш така, не може да кажеш дека за жал. Оние што стварно вредат, немаат потреба да јадат лајна, да земат микрофон и да кажуваат колку се добри. Таквите, кои што си ја гледаат работата и кои што викаат србите, знају знање, кои што имаат интегритет и професионален и личен, немаат никаква потреба тоа да го објавуваат со барабани. И токму затоа можеби понекогаш она што се вика оставам другите да зборуваат. Па ја затоа сега ја преземав улогата на другите во име, во одбрана на таквите како Ненад, со една мала забелешка,
А таа што ми ја кажала и него, може би треба понекогаш да бидеме побезобразни. Во оваа смисла, погласни, подрски. Затоа што ако не почнеме да бидеме такви, овие останатите понатаму ќе одржат приматот. Полтроните, празните, безсодржајните, медиокритетите, напуваните. Тоа е, мислам, големата дилема. Колку треба ние, што сме оделе по некој трнлив пат, што сме имале тешки кариери, што тешко сме се пробивале, тешко сме добивале шанса, улоги, представи и така натаму и така натаму. Малце да преземеме одговорност. Се надевам и уште еден мотив зашто го направив ова е тоа дека треба сите да знаете кој е Ненад Витанов, човекот што ја изрежира Куршуми над Бродвеј. Представа која што прави оно што ви кажував, мене не ми се случило у Македонија, ми се случи сега, на после премиерата, и ми се случи и вчера, да влегуваш во бифето е препуно драмски, после представите, и луѓе, обична публика, кои што седнале тука после представа да испијат пијачка, која престанува музика и која почнуваат да ти аплодираат и тој аплауд трае 2-3 минути. Тоа е, мислам, и поентата на добриот театар. Публиката да си оди задоволна, да си оди прочистена, просветлена. Она што ви кажат, да доживее катарза. Извинете што малце ви одзема време со еден неконвенционален мој муавет, обично паламудам за политика и за разни глупаци и глупачи у политиката. Ете ви примерот. Што ви го кажев. Споредете сега тие што ги гледавте тамо кога бранеа пораз како победа, што сака да го представат, гледате таа напуваност, празнотија, безсодржајност, идиотштина, ретардираност, глупоќа, тие ги знаете, тие се најгласни, тие се моje, а некој како Ненад Витанов од светот на театарот конкретно, што ги заслужил сите почести, сите помпи, заслужил да биде на секоја емисија, да го знаете сите кој е Ненад Витанов, никој од нас не знае кој е. Имавме само таа привилегија и таа можност ние да го запознаеме кога ја режираше Куршуми над Бродвеј. Имајте убав ден и се гледаме.